Дали мислите дека со потпишувањето на договорот од 15 јули СДСМ ќе прекине со оние методи на политичка борба кои им пречат наречиси сите граѓани? Дали мислите дека улиците нема да бидат блокирани, институциите блокирани? Дали мислите дека средношколците нема да бидат попречувани во нивните часови, студентите исто така? Дали мислите дека нема да има тепање на новинари кои не се од кампот на СДСМ и Сорос? Дали мислите дека нема да има навреди? Дали нема да мислите дека нема да има злоупотреба на семејства на луѓе кои не се од кампот на СДСМ и на Сорос? Не. Тоа нема да прекине. Како што нема да прекине ни нивната пракса, кодошење кај дипломати на сопствена држава, уривање на институции, поттекнување етнички незадоволства по можност помеѓу македонците и албанците. Тоа било од секојаш така. Почнете од 90-та година, завршете до ден денеска. Сетете се на било која политичка криза или било кој политички проблем. Невработеност, најважен. СДСМ. Име и знаме. Продадено од СДСМ 95. Загубена војна во 2001. Загубена заради тоа што Црвенковски и СДСМ ги повикува граѓаните да не се одзиваат и да не одат во полиција војска да ја бранат сопствената држава. Потоа дојде заедничката влада која предводеше СДСМ во одбрана и надворешни работи и војната ја загуби. Тепање новинари. СДСМ. Излекување на слики, фотографии, понижување на членови на семејство, на новинари, на бизнисмени, на политичари. СДСМ. Овие денови претепан криопаланчанец. Било кој што е тепан и врз кој извршено насилство треба биде осуден и ние кога тоа се приклучуваме без оглед што се работи за човек кој не е новинар, а повторно се представува за ја. И граѓанин обичен да е, тоа не е во ред и треба да се казни. Но СДСМ сака да го направи новинар само затоа што имал сајт, а човекот се занимава со колонијална стока на големо и мало. Тоа му е дејност, заради тоа и должил пари, колку што читаме по медиумите. Но СДСМ сака да го стави политички концепт и веднаш искача ЗНМ да го засили тој да каже владата го тепала. Веројатно на владина седница е донесена одлука да се претепа кривом паланчанецот, бидејќи ете така владата решила. Тоа е нонсенс, тоа е безобразлук. Како што е безобразлук кога Шекеринска и Заев, кои се единица мерка за корупција во државава, ќе кажат некому дека е корумпиран. Ќе кажат дека некој што е под сомневање за корупција не може да се бави со политика. Па ако не може да се бави во вие тројца Шилегов, Шекеринска и Заев, треба веднаш да ја напуштат политиката и никогаш веќе во политиката не ги видим. За другите можеби, за овие трие сигурно. Значи, тепан е криопаланчанецов, што не е во ред и зашто треба тој што е тепан да биде фатен и да одговара. Тоа не е политички чин, тоа е насилен антизаконски чин. Човекот не е новинар и затоа со СДСМ не може да го потребува во такви цели. СДСМ објавува слика, Груевски фатен, пазете. Божем се криел, фатен на плажа, како се сунча и носи ноочари од $60,000 со диаманти. Нити ноочарите има диаманти, нити се $60,000. Тотално обични ноочари кои нема никакви драги камења на нив. И второ, премиерот не е фатен на одмор, премиерот оди на одмор како што одат сите други. Но битно е да се направи галава, битно е да се направи гужва, битно е да се направи меѓу народот сомневање, битно е да не се размислува за сериозна политика, вработување, даноци и така натаму, битно е ние да се бавиме со нивните аберџиски и алапачарски теми. При тоа, Радмила Шекеринска секој ден која ќе ја видите, особено кога со европјаните се состанува, се покажува со секогаш нова облека која е повеќе од годишна плата на било кој инженер во Македонија. Зоран Заев тежи 12 милиони евра, вие не смете да го мислите тоа. Треба да мислите дека премиерот е фатен, со наочари за сонце на плажа, замислете. Шок. Не треба да го мислите тоа. Пушти овие денови слики од семејството на Заеви, како со јахти и скутери и односно и глисери се шетаат наоколу, што значи дека прилично богато живеат. Имаат и куќа во Грција, што никој не го спори. Еста не треба зборите за куќа. СДСМ излегува на преси, вели, тоа што ќерката на Заев, која имала 14 години, е дел од сликата, качена на јахта или глисер, било педофилија. И било неразумно, нечовечко и владата било одговорна за тоа. Бошем се појавило на владин сајт. Зашто е одговорна владата? Зашто се потребила сликата на ќерката на Заев додека се вози на јахта или глисер, за да се покаже дека семејството богато се одмара. Сега јас ги прашувам СДСМ. Ве молам, некој од вас познавам лично. Никогаш веќе да не сте спомнале за злоупотреба на туѓи деца, членови на семејство за политички цели. Вие сте татко, мајка, брат, братуче, тетка и стрина на злоупотребата. Ако вие употребувавте нечии деца, на нашиот новинар, Александар, кој го викате Сарма, за политички цели употребувавте дете од 2 години. На Сашо Мијалков го употребувавте детето кое беше малолетно, синот го сликавте и го пуштавте на вашите портали, токму на овие кои се тепани, а потоа другите од Сорос ги превзема Божем наивно. Мојата фамилија употребувавте, и мојот син, и мојата ќерка. На Трајко Велјановски, неговите деца во сосема приватни ситуации,
на првиот човек од парламентот, ги злоупотребувавте и влечевте повесници, око не ви трепна. Ништо тоа не ви значеше. Тоа го правеше дури и Радмила Шекеринска, која била гостин во мојата куќа, во мојот дом, каде што јадела и пиела. Не ја беше срам да излезе после тоа и моите деца да ги влече по медиумите кои тие од СДСМ ги спонзорираат и плаќаат. И затоа ве молам од СДСМ, тепање, уцени, криминал, корупција, злоупотреба на деца, тоа се за вас забранети теми.